Прилепчани, дојде време да се вратиме назад во родниот крај. Да се види колку стока има, колку луѓе, училишта, болници, патишта. Абе убајна, наше село нема поарно како наше село, туку едно магаренце да ватам оти многу пат ме чека 300 рала опинци искинав дур стаса. Ај! На стара чешма вода да се напија човек. Еј! Добро реков. Да не ми секни чешмава кога дојдов, мајка. Шо убајна, бе. Мајко, во Штавица кожи штавев. Во Крушејца круши јадев. Во Полчишта поле шетав. Во Дуњи берев. Море, колку села минав, еј. 10 рала пинци скинав. На ова слива каков спомен имам. Порно, иđ да не се гибам. Како е животов овдека? Задоволни сте од условиве? Гледам патот е поднаправен нешто. Условиите се никакви. Ова е катастрофа, безредие. Струја немаме. Еве вчера вечер некни 2 вечери ветрот дувкаше, значи апсолутно никош ко вака ко сега не бил. Никош од кој знам. И да се јајме некој се јавува. И никој за ништо не се занишува. Ама нема, порано беше убаво, ама сега и тоа и нема ни народ, 2-30 души стари се и никој нема каре, никој за ништо. Во цело село 30 души уште остана. Толку старци млади нема, има од од Ѓока Чакревски 2 дечина, 3-4 дечина има толку. И прилепо да учат, некои се враќаат и тоа е, нема. И училиштето нема. И училиштето се затвори, што да прават деца, да мора град да одат. Тие што беа и насила ги селија луѓе. Ајде да сме живи и здрави, било полошо може, па ќе биде и поар. Може ќе биде поарно, ама дури не видам, не верам. Дури не видам, не верам. Сите станав ништо верци. Нема. Неверниот тоа. Да. Не да критикувам некого, ама не сум ни за тие, ама поранешните работи што беа ко од Југославија, нема ништо. Абе се имаше бако, за сите имаше леп. Абе еве ти гледаш, Витолиште селата се испустија. Прилеп еве нема младеж. Ево брат има мохи. Од лани уломна пред 4 години поживо вика беше. Сега овие 2-3 години нагло се иселија. Младежот нема ништо. Каменот тежи на место.
овде што ние да се чукаме погради вака, онака, ништо. Кога не си присутен тука, на место и како да е, тоа е. Ајде Белкиче, дај го спо младеж прво, па појче настани. Дури не видам, не верувам. Тешки така нека биде. Да дај Господ и да видиш и да поверуваш. Чуваме Господ, ќе видим. Да си ми поздравена, Илија, нека ти е Видите, работата. ми вие поздравени, извините, нешто вака може. Не, вие извинете што ви одзедовме време вака малце, ама се ќе поможиме колку што можеме и ние. Затоа сме тук. Гледај, ако можете да ни помогнете за струјата. За струјата, еве и се јавуваме и Скопје, и Прилеп, и Бандери, имале стари и не се качувам, да не сакаат ние селаните, тие за тоа плата земат, за тоа му наплатуваме овде ки мислам. Стварно безреди. Стварно безреди. Разговараме со Спасе Чакрески, жител на Витолиште Мариово и млечен производител на кравио мариовско традиционално биено сирење. Баш не интересира како оди процесот овдека и колку време се занимавате со ова и што ќе ни кажете за предизвиците со кои се судирате вие. Па вака, значи секој каде се нашол со место на живење мора да се прилагодува со предизвиците што се спрема него, така да и ние со овој простор се сножиме, малце тешко, мако трпно, меѓутоа ние како мариовци се упорен народ, значи и доста издржлив на многу нешта. Така да и овие времиња турбулентни некако ги издржуваме. Што се однесува до она што го работиме, значи ние се занимаваме со млечно говедарство некои си 20 на години, со една единствена желба да го вратиме нештото што беше изумрено, тоа е производството на мариовското биено сирење како бренд за овој регион. Меѓутоа во една друга верзија, значи производство на сирење од кравио млеко. Значи Мариово изубилува со тај производ пред во почетокот на минатиот век, меѓутоа од овчко млеко. Тоа е едната работа и другата работа изубилува со огромен сточен фонд, меѓутоа тие автотони животни. Значи ако зборуваме за овчарството, тоа е каракачанската праменка, ако зборуваме за говедарството, тоа е говедато од сортата буша. Значи ние нешто ново пробавме, малце несвојствено за ова, значи да се одгледува млечни крави во Мариово, и малце несвојствено, меѓутоа еве некако остојуваме и заработуваме на некој начин од таа како единствена дејност. А Илија, нека колку произведувате млеко годишно? Вака, годишно млеко за преработка, значи во еден дел останува за прихрана на телињата, значи ние телињата со мајчино млеко ги прихрануваме. Вишокот на млеко се преработува во сирење, мислам некоја бројка од 30 до 35.000 литри, од кои што, значи може да се произведе од 3 до 3,5 тона на кравио биено сирење. А Илија, да и да се множи фондот на стока и килажата на млеко и сирење. Амин, да сте здрави и живи. А со други предизвици, сега долу сретнавме едни пријатели кои што си ораја со магаренцето, викат со струјава сте имале проблеми. Деној има, деној нема, ни бараја помош околу Евона некако да направиме притисок да се решат проблемите со струјата. Како е со такви? Па вака, значи јас во Мариово сум се родил, во Мариово живеел. Значи имам 48 години, а ако памтам од 6 години, значи 42 години го имам истиот проблем. При мала временска неприлика, тоа што значи да зароси некоја си роса со ветрчи и испадот на струја е тука. И тоа се случува секојдневно ако врни, и тоа се случува секогаш. И тоа трае со денови, со недели, со месеци. Па знаеш како, тие си се спремни обично, ако сметка да не му се плати на време, да дојдат со 3-4 дечки, знаеш, одма, за да направат исклучок на струјава. А кога ќе дојди за да се отсклонуваат дефеците, праќаат еден работник и човекот се мачи. Значи не дека тој не сака да ја заврши работа, ама еден се мачи да пробија, треба 10 км пешки из планини да најде каде е проблемот. И тука јас мислам дека неорганизираноста, тоа е првата работа, втората работа е далеководот. Значи бандери виден далеководот се од 50 година. И
Дел е реновирано, ама дел не е реновирано и така си стои на забот на времето. Значи треба вистински да се обнови и Евана треба да направи повеќе напори околу тоа. Па не само Евана, значи Евана е еден од тие проблеми. Значи проблеми регионов има премногу. Ништо не функционира. Значи ако некојаш Витолиште како населено место со 1400 жители со економска населба, речеме, во која што биле шумски стопанства, не знам, фабрика за текстил, па не знам, амбуланти, училишта, пошти, сето тоа замина со забот на времето и од тоа нема да се врати никогаш ништо. Со амбулантата што се случува на времето имаше неделно, знам, сестри, доктори доаѓаа, сега како е ситуацијата? Па тоа беше во еден период кога го промовираа на проектот за рурален доктор. Мислам дека ја има некоја си од овие приватниве земено на концесија амбуланта, меѓутоа докторот доаѓа еднаш на месец или нема да дојди. Тоа е ништо, значи болеста не чека во еден ден на месец, таа иде ненадено и во моментот треба помош. Така е, значи навистина имате сериозни предизвици, ама производство вие сепак големо, значи доста труд се вложува и доста љубов веројатно во таа работа. Па да, значи знаеш како, јас има една дефиниција, викам, прави го тоа што најповеќе го сакаш и најдобро го знаеш. И тогаш сигурен е успехот секако. Да. Пак така ете, некоја си желба уште ни постои, можда еве вас како наш идол, да речеме, Итар Пео, да го направиме еднаш што традиционалното мариовско сирење, значи како што се правело во 50-тите, 60-тите години на еден посебен начин. Епа тоа ќе биде интересно и за сите гледачи на Македонија и за мене секако, пошто традиционално јас се чувствувам како мариовец од сите краишта на Македонија, и од Битолско, и од Тиквешко, и од овој крај. И мислам дека треба да се помине низ тој процес, можда подолго ќе трае, ама да се isproducira, да се види како навистина се прави органско, мариовско, биено сирење, кое што ќе има специјална цена, се надевам, и ќе го купуваат можда и подалеку од нашава држава. Па знаеш, таа желба кај мене постои многу одамна, дел од опремата ја имам зачувано, таа што е традиционална автохтона опрема, што е сето на природна база. Дел од рецептурите јас сум ги запамтил и сум ги запишал, значи зборувам за рецептури од луѓе кои биле во одминати години, што ми кажувале, некои се 80-90 години, луѓе кои што работеле со собствените раци на таа на производството. Значи технологијата ја знаеме, и сега треба многу други работи да се поклопат за да дојде тој момент. Спасе, мило ми беше да се гледаме заедно, Господ здравје да ви дава, да ви помага на сите и еве да се множат и кравите, и овците, и млекото. Овде има убава природа, убав воздух, здравје, затоа можда и не треба амбуланта. Меѓутоа редот носи навистина, еве сега со оваа пандемија и со овие болести треба да има што повеќе услови и подобри. Па знаеш како, ние сме како бариовци упорен и издржлив народ. Значи сме поминали низ многу искушенија во историски гледано, така да ова е проблем, ама мислам надминлив. Дај Боже, ме бендисува овој оптимизам. Добар ден, учителе! Јас спремив песна за денеска. Може да ви ја прочитам? Се вика "Села минав, пинци скинав". Од Васил Пујовски е, ама јас ја разработив и имам и проширени делови. Во Смоквица јадев смокви. Во Локвица газев локви. Во Дреново берев дренки. Во Мренога ловев мренки. Во Наколец колци вадев. Пиперово пипер садев. Во Штрбово штрбав шарав. Кучевиште кучки скарав. Во Мирковци мирен не бев. Песочани песок требев. Во Вирово вирје вадев. Трубарево свирев труба. Во Калишта калшто газев. Волковија волци пазев. Во Брезово брези сечев. Јабланица јаблан влечев. Мешеишта згоив меше. Чешиново шо чешит беше. Во Лактиње лакти скинав. Во Добрево добро минав. Во Коњари коњи вјавав. Василево Васил станав. Не знам колку села минав, учителе, 300 чифта пинци скинав. Двојка можи?
Еве, наставниче, што допишав јас да видиш. Во штавица кожа штавев, крушејца круши јадев, во полчишта в поле седев, во дуњи берев. Море колку села минав, стора лапинци скинав. Во бонче, џонче сеев, пештани песна пеев. Во кален, накале се качив. Во кокре, кокар лупев и плачев. Оф, леле, шо села минав, абе многу пинци рала скинав. Ве прчани, вепар пукав. Лисиче, мустак сукав. Витолиште, вид видели ја фатив. И еве сега вас, во лепе села ве пратив. Еве сме Мариовци кај градоначалникот во Витолиште и се надеваме дека ќе имаме одличен прием. Ама градоначалникот не е тука, не работи. Важно тука е родоначалникот на македонскиот род. Ова веројатно се доаѓа само кога треба да има гласање овдека, па тогаш се собираме за да го дајме својот глас, за да се спаси, да се сториме all right, што се вели. Абе, една картичка да пратевме, бе. Негде за прилеп за... Ај... Абе, ова не работи. Како бе, поштата не работи. Амбулантата не работи. Само полицијата работи овдека и луѓето што си работа кој на нива, кој со стока. Господа му помага и евана да проработи, да нема многу прекини на струјата. Еве и сведоци бевме на еден таков прекин. Да се надеваме за поарно Мариово, селата да ни се збогатат, стоката да ни се намножи, сирењето, млекото, па може и ние некој ајрче видиме. Еве, драги прилепчани и мариовци, се наоѓаме на едно легендарно место пред родната куќа на Стале Попов, а заедно сме со еден од најголемите познавачи за овој регион и некои негови истакнати личности како Толе Паша, како Шакир Војвода и други, Тренчо Димитриовски, кој има и неколку книги објавено на таа тема, па го прашуваме што мислите дека треба да се направи за да се возобнови еве овој регион и повторно да заживее со славата и моќта со која што живеел во времето пред војните? Па прво мислам треба
да се вратиме назад едно 50-60 години во времето, бидејќи сега сме на едно многу интересно место за жалба една катастрофална положба. Да речеме куќата од родната куќа од познатиот писател, кој што е еден од најчитаните автори во некои периоди во Македонија, Стале Попов, се наоѓа како што регистрира камерата во една катастрофална положба. Тука имаше нанезе кога беше во една компактна позиција, една плоча, сега е таа искршена долу. Стале Попов е еден од не само автор на уметнички дела, туку и своевиден истражувач на историјата на личностите, познатите личности во овој крај особено, па и пошироко. А Мариово, ова што е сега, е значи катастрофа и еден вид геноцид на еден културен простор, па на еден простор каде што се живеело во последните 50-60 години, кој што продолжува тој геноциден однос, ајде да го наречам. И сакам да кажам дека Мариово е простор во кој што живееле и над 10.000 жители, 13.000 жители, со села 30 па и повеќе, со училишта со 300, со 400 деца во училиштата до 8 оделение и потекнуваат луѓе кои што се многу значени. Јас сакам да споменам една личност која што малку се знае за Прилепски војвода, Диме Чакрев, од едно познато семејство Чакревци. Од Чакревци потекнува и последниот легендарен кмет, земски кмет, значи старешина на Мариово како област, кој што можеби потекнува од едно аристократско потекло од постарите периоди, од предтурскиот период. По некоја традиција останал пак да владее со Мариово Чакрев, и сега од нив последниот е убиен во Прилеп од љубомора, вика, од турците, заедно со уште двајца негови придружници, со така мариовци, кои што преку нив турците го земале данокот, тие му го носеле лично, а турци овдека турчин не стапнал, вика, до тоа време. Сакам да ви кажам дека многу значај од Полчиште потеклото на Чакревци. Тој Трајко Христов Чакрев е последниот кој што е убиен. Таму дури има една плоча од 1873 година со еден убав македонски, да речам, старословенски надпис, убаво калиграфски направен. Споменик е кој што така стои, се плашам сега и ова што го спомена, бидејќи не знаеме што се случува без контрола, без заштита. А од тому потекнува и еден Трајко Бешот, кој што бил војвода во турскиот период, после бил организиран и во НОП, значи помогнал многу во организирањето на населението од овој простор. Ќе го споменам еден Саботко, сега споменувам личности кои што малку се знаат, еден Саботко Бешишки или од Бешиште. Во овој контекст сакам да кажам дека катастрофална е положбата со културното наследство, едно културно наследство и токму и оваа куќата од Стале Попов, и пак ќе се вратам тука, бидејќи за нас е срамно и е една, да не речам, трагична една состојба. Ние од еден најголемите автори не само за областа, туку и во Македонија, за еден период особено, и да немаме една обична обележје тука, и една обична спомен куќа во која што на некој начин една библиотека, на традиционални експонати и така натаму, и што можеме да дојдиме, да се чувствуваме убаво, да се запознаеме и така натаму. Црквата Свети Никола, која што е една од црквите, најстарите цркви во Македонија, значи што се од периодот на Курбиново, на црквите најстарите во Охрид, на црквите во Нерези, на пример Пантелеимон, Свети Пантелеимон, како се викаше, Скопско, и тие од најстарите цркви тука се наоѓа. Ние забораваме дека тоа било вриеш, една култура од едно повисоко ниво, кое што никако сме го забравиле комплетно. И некогаш со подценување зборуваме за овој крај и така подценувачки го уништивме, така речи. Сега никој не се обраќа ниту за едно патче, ниту за една струја, ниту за едно здравство, ниту за едно возење до тука. Морам да споменам, во последно време со активност започнува овие последниве години иницијативен одбор и сме со намера да ги подсетиме, па дури и да колку што можеме, колку што во наша моќ, врз основа на законите, да ги притиснеме институциите кои што со закон се обврзани и патот да го поправат, и здравство да ни обезбедат, па и образование и за едно дете ако треба. Бидејќи нивна обврска од државата, од системот, тие работи да ги прават. Многу интересна е приказната за Толе Паша и ќе биде и понатаму интересна, бидејќи во овие ситуации на мешање на политиката во науката, во историјата и така натаму, каде што еден обичен жител на едно село или селанче од Крушевица, кој што немал ни А од образование, од азбуката ни првата буква, од него е произлезена една реченица: како знам, се борам за Македонија.
и тоа така остана чисто, без заразување со пропагандистички термини од типот вие сте ова или сте она. Зошто? Бидејќи не бил влезен во шамите на политиката. И од тоа време има политика. Сите некако живееле морале од нешто да живеат, влегувале во шемите на соседните земји, во системите на соседните земји, дали да биде учител, дали да биде нешто. Затоа овие простите војводи, да ги речам, не ги сакале многу учителите, бидејќи многу им попувале. Меѓутоа, многу е битно што сепак се приклонил кон организацијата, со сечета, учествувал во организацијските работи, и со четата, и со воено, и секако. Така. Фала ти, Тренчо, за овие убави зборови. Кои се овие дела кои ги имаш? Убаво би било да ги споменеме. Еве, Коне Павлев, Мирче Ацев за војводите, потоа Спиро Црне и Ѓорѓија Лажот, исто така. Легендарни војводи се повеќето од нив, Спиро Црне и Ѓорѓија Лажо, така се може да кажам легендарни во пред организираниот период, значи пред лиденскиот период, пред појавата на организацијата. Тие се прилепчани, Спиро Црне по потекло од Дамница, Ѓорѓија Лажот е од Царевиќ, загинал во Прчан, исто така во Мариово. За Спиро Црне не знам да се движел во Мариово, меѓутоа не е исклучено, бидејќи тој со чета се движи известно време. Битката на Маргара е славна битка. Тука себе како што гледате овие фотографии на Ѓорче Петров, на Иван Попов, на Лазар Поп Трајков, на Лука Иванов, тие сите се значи едни од најпознатите македонски војводи и револуционери учествувале во таа битка. Таа е на теренот на атарот на целото Чаниште, на врвот Маргара, 1016 метри е висок. Слабо се споменува, ние секоја година традиционално ја одбележуваме, горе имам и плоча однесено. Една од најзначајните битки, би рекол, во Илинденскиот период е случила на 2 октомври, ден по донесувањето на одлуката за прекин на востанието. Да веруваме дека еве сега во ова време кога веќе тенденцијата како што наместо како порано од село во град, сега почнува да течи обратно од град во село, да се надеваме дека повторно ќе се населат селата, дека стоката ќе се намножи и дека повторно ќе се врати во животот во овие краишта и повторно ќе имаме можност да се изградат личности кои ќе се борат за идентитетот, за јазикот и за нацијата за која што сите ние сега тежнееме и се бориме. Јас лично верувам во тоа и по природа сум оптимист, меѓутоа верувам и сигурен сум дека тоа ќе се случува така како што рече Итар Пео. Меѓутоа сигурно нема да биде онака како што ние размислуваме. Ќе си оди по некои своји патишта, како се создаваат условите, како диктираат политиките, како функционира системот и така натаму. Меѓутоа дека ќе оди овој простор нема да остане пуст како што некој се обидува да го најави како таква една, како еве ќе се испусти, ова ќе остане пустина. Пустина е Сахара или не знам, во Индија има пустини, во Африка има пустини, еден куп не ми текнува насловите, и тоа не може да биде пустина, па гледате и себе веќе пролета и почнува да расте трева тука и пасат говеда, овци, за жал не се користи на соодветен начин да врија од тоа. Исто така би сакал да ги споменеме и Мариовско-мегленските средби, која е можеби единствена манифестација која на овие простори се случува редовно. Се надевам дека со време ќе добие уште поголема значајност, затоа што претходно се собира и од Меглен, од другата страна на границата доаѓаа македонци и тие средби беа навистина и емотивни и многу богати, да речем, по тоа што луѓето се среќаваа, си разменуваа спомени. Се зближуваа, да, тоа така беше поставено уште 80-тите години на почетокот од еден совет за ревитализација на Мариово, така мислам беше тогаш регистриран. И продолжи добро да опстани таа традиција. Има некои што велат, вика, ако нема оган, барем жарчето да тлее. Мито ќе споменам овој контекст, пошто за манифестации се зборува. Морам да ги споменам 2-3 манифестации кои што традиционално се одвиваат во селото Крушевица и во селото Чаниште. Едното за Толе Паша, кого што го споменавме, значи едно честување се прави секоја година, веќе без прекин, 10 години, од 2001 година, 2001 едно 2.500 народ се собра таму за Толе Паша, не за Тренчо Димитриевски. Значи, Толе Паша е од Крушевица. Да, од почит кон таа лично, значи се уште бил жив во спомените, во сеќавањата, имале однос, имале, ако да кажам, голема почит спрема него. Битката на Маргара веќе е исто така со години веќе правиме, организираме преку Сдруженијето Кале Шанџа, секоја година и да повелите да дојдете. Поздрав, Тренчо, да се гледаме заедно и за убаво. Беше било, по лајви што ме викнавте и ми го направите дено поубав. И еве сме на Расимбегов мост, на сјодвање од
преубавото Мориово или Мариово, кај нас многу познато, на преполната сега во моментов Црна река или Еригон. На времето Ферит Мухич и Платнерот редовно ја препливуваа точно ондека во месец јуни за време на фестивалот Војдан Чернодрински. Си одиме со убави и тажни спомени. Навистина му е тешко на луѓето што живеат овдека. Имаат проблеми со превоз, имаат проблеми со здравство, имаат многу проблеми, а имаат се уште стока, љубов, живот и верба дека ќе продолжат да живеат и да се радуваат и да го обновуваат овој регион кој што навистина заслужува. Ова е еден голем простор кој само му фали луѓе и да почне да се развива, да се дига и да не издигне и нас, како што бил издигнат на времето за историски да биде познат како што е познат и денеска.